По ребалансот на буџетот, дел од градоначалниците би знаеле дали повторно ќе активират постапката за издавање на општинска обврзница. Понатамошните планови за реализација на капитални проекти ќе зависат од средствата што ќе им ги додели централната власт. Со предвидениот ребаланс се предвидува општините да добијат поддршка финансиска од владата за реализација на капитални проекти. Јас сум убеден дека голем дел од предвидените покрупни проекти кои што се во насока на подобрување на инфраструктурата на локално ниво ќе бидат опфатени со буџетот од државата, односно со поддршката која што е најавена од страна на централната власт. Со ребалансот на буџетот се овозможуваат 100 милиони евра за директна поддршка на општините, а на почетокот од наредната година истите ќе може да аплицираат и за средства од унгарскиот заем во висина од 250 милиони евра. Според градоначалниците, за Штип се предвидени 6 милиони евра, а за Виница помош која ќе биде 4 пати повисока од моменталниот буџет што го имаат за капитални инвестиции. Премиерот најави голема помош за општините за решавање на инфраструктурни проблеми. Само да ви кажам дека за општина Виница се планирани околу 2 милиони евра на годишно ниво, што представува една сума која што споредено со капиталните инвестиции кои што општина ги има од состојниот буџет од 30 милиони денари, значи 4 пати поголем буџет за реализација на капитални проекти. Градоначалниците веќе направија план како да се потроши ветената помош. Во Виница ќе се уредува кејот на Виничка река, а се планираат и реконструкција на локални патишта и улици. Во Штип пак ќе се реконструира влез на градот, ќе се гради нова обиколница, како и мост на река Брегалница. Инаку Штип беше меѓу првите општини кои од претходната власт побара да им биде одобрена општинска обврзница, но поради технички грешки беше одбиена. Виница пак доби структурна обврзница, иако тогаш бараа 12, добија само 2 милиони и 600 илјади денари. Парите беа наменети за подмирување на доспеани обврски наследени од претходното раководство.